Почитувани гледачи, добар ден до вториот круг од локалните избори. Има уште неколку дена за тоа што се случи во првиот, а и што то прва ќе се случува. Разговараме со аналитичарот Иво Ранџеловиќ. Добар ден, вие сте чест гостин во нашата студија. Добар ден, веројатно да, но одамна не сум бил, барем така мислам, не знам. Поминало време. Летни, нели, беа летни одмори, малку одмаравме, помалку работевме, а и кога е плюс 50 во Скопје и глупаво е да се прават. Разговор. Да, глупаво анализи да се прават. Тоа што луѓето ги интересира само да се оладат, но сега еве се вжестува оваа политичка пресметка во Македонија, помина првиот круг, како и да го гледаме тоа, ВМРО-ДПМН оствари убедлива победа. Во првиот круг имам едно изненадување во Скопје, Левица, кандидатот на Левица не влезе во вториот круг, и имаме еден потоп на СДСМ, кој според мене е само продолжување на она што се случуваше на минатите претседателски и парламентарни избори, кога беше остварен многу слаб резултат, а сега мислам дека е историски најслаб. Веројатно, да. Ја мислам, можеби не е така, но мислам дека е така. Па да почнеме со ВМРО-ДПМН. Зошто се тие толку добри? Па добро, очигледен е тој бран врз кој јава владиното мнозинство и тоа е сосема легитимно, барем во услови на македонска демократија и предизборија. Сметам дека веројатно народот осеќа дека СДСМ се уште не ја платил казната која условно кажано ја заслужува за целокупното нивно владење во изминативе 7 години или колку да беа. Оно што не е толку страшно да имате вие толкова разлика, не е толку страшно да имате таков бран. Оно што е страшно или каде е проблемот е трендот оди против Социјалдемократскиот сојуз, а при тоа истата таа партија не прави ништо за тоа да го промени. Само една дигресија. Значи, ова е се уште сме на бранот на освета кон СДСМ. Значи, не е ова дека луѓето толку многу сакаат ВМРО-ДПМН. Па, да, или дел од гласачите, не сите. Да, затоа што, пазете, оној пат на гласови кај ВМРО со кој се фали пак Социјалдемократскиот сојуз, не мислам дека е најважната варијабла во математиката, но е многу интересна барем во тој контекст, дека тие се гласови кои претходно биле за ВМРО, денес не се, значи тие луѓе сеќаат некаква огорченост, незадоволство и така натаму. И тоа е природно, вие кога ќе дојдете на власт, генерално вас ви опаѓа нели популарноста и сето тоа, пред се затоа што владите во Македонија не прават ништо генерално за да променат нешто суштинско, па и од таму и ова стана природно или некоја пракса. За жал, искрено не мислам дека има волја кај СДСМ да има драстични промени. Тие се задоволни. Тренд да се, да. Кога ги слушаме, тие се задоволни од резултатите. Знаете што, јас многу години назад велам дека во Македонија ни се потребни државници. Доколку вие имате кандидати за такви некакви државници, тоа се луѓе со сериозни амбиции. Тие не се задоволуваат со вакви математики. Пред се, ако сте дел од СДСМ, ние сме научени да ги гледаме СДСМ и ВМРО да се менуваат во изминативе 3 децении, нели, а не да бидат успех да го сметаат ако влезат или не влезат во втори круг на било која општина. Така што, во зависност од тоа каков кадар имате, такви амбиции, такви резултати. Од таму и не ме чуи, јас не сакам директно да ги напаѓам овие луѓе не ги познавам. Меѓутоа, јас сум барем, иако сум доста помлад, меѓутоа сум научен да го гледам Социјалдемократскиот сојуз со едно исклучително паметно тело, една група на интелектуалци, ние може да не се согласуваме со нив, тие може да не направиле тоа што требале да го направат. Меѓутоа за овие денес, мислам дека биле Хенри Кисинџер, буквално таа партија имала и влечела, навлекувала една сериозна критична маса и на гласачко тело, кое знае да смени. За разлика од кај ВМРО-ДПМН, имате една цврста база на гласачи, која што и да се случи ќе гласа за ВМРО-ДПМН. И затоа СДСМ секогаш имал проблем во некој изборен циклус и кога победувал тоа било потешко и да состави влада и така натаму. Меѓутоа, тоа е фактографијата и од тука би требало да тргнат. Сметам дека најважно нешто е таму да се донесат образовани, културни, воспитани и стакнати луѓе и што е најважно, без политички товар. Бидејќи они се сега како ранет војник и се оној кој ќе го донесете бил дел од таа партија, веднаш ќе ве допрат на раната, ама знаете, он беше дел кога го сменија името,
кој го предадува знамето и тие некои моменти, така што незавидна е ситуацијата на СДСМ и треба корените промени, тие нема да им донесат веднаш победа, можеби ќе треба неколку тимови да се изфилтрираат, паднат промената и така натаму за да дојдат до да станат повторно гигант на политичката сцена. Како бајпас на сето ова, ако не се случи, некакви си потенцијални коалиции со овие други партии. Левица, знам во некоја перспектива понатаму, значи да наоѓаат некако... Тоа денеска изгледа како невозможна мисија. Се е возможно во оваа држава. Така што мене не ме чуди ни ВМРО да направи влада следна со ДУИ, нити СДСМ да се спои со знам, не зборам за утре, меѓутоа 2, 3, 5, 10 години, тоа не е ништо од историски контекст и перспектива, така што јас мене не ме чуди ништо. За овие наши политичари да дојдат во фотели на власт, се е можно. Секој со секој ќе се договори полесно него дома со партнерот. СДСМ во моментов е пета партија по бројот на освоени гласови, говориме нели за советничките листи, во град Скопје. Таков пораз досега не сме виделе, значи на таква состојба да се наоѓа некогашната државотворна партија, како што тие самите за себе сакаат најчесто да говорат, и големо изненадување, нели успехот на Левица и на Амар Мециновиќ во првиот круг. Освоени се на тоа скалило број на гласови кои се второ најголем број на гласови. Освоени се 6 советнички места во Советот на град Скопје, а Амар Мециновиќ ќе трча втор круг. Дали Левица полека го зазима местото на СДСМ во тој опозицијски блок? Дали луѓето кои што се противат на политиките на актуелната власт, наместо во СДСМ сега својата доверба даваат во Левица? Што го кажете последново, сметам дека тие гласачи гледаат под знаци на навод спас и во Левица, но и во Знам, и во независните кандидати. Без разлика, меѓутоа тоа е еден остаток, да кажеме, една оставштина од СДСМ. Вие гледате го добиваат Куманово, кој беше бастионот на СДСМ, и Куманово технички условно кажано повторно гласа за СДСМ, само за и новиот СДСМ кој сега се вика Знам. Значи сепак се тоа некои си левичарски гласови. И такви фрагментации не само што не успеале во десниот блок, туку се посилен ВМРО во тој блок, се помали се шансите за тоа, и од тоа треба овие во левиот блок да учат. Бидејќи политиката покрај се е и некаква математика. Така што не знам дали е соодветно да се споредуваат овие резултати со тоа што кој би бил лидер во опозицијата, бидејќи на парламентарни веројатно би била друга сликата, но ако пак така гледаме, треба апсолутно да ги гледаме гласовите, односно кумулативот на гласови, каде што нели повторно СДСМ е предводник. Не е страшно вие да го допрете дното во политиката, понекогаш што е многу здраво. Страшно е ако не ви доаѓа памет и не работите на тој план. Значи, тука јас ја гледам вината. Убаво е што во вториот круг во град Скопје имаме два релативно млади ликови, и тоа го поздравувам. Значи, борбата овој пат покрај луѓе кои нели меѓу луѓе кои не се од пред 20-30 години на политичката сцена, и тоа ме радува во смисла кој да победи. Би истакнал дека Амар имаше многу интересна кампања, барем за мој вкус и ако многу оригинално беше. И тоа водено на исклучиво на социјални мрежи, бидејќи нели само тие не може да се рекламираат. Да, некако тие пораки беа доста интерактивни, пријатни, да се слушнат дури да не го сакате кандидатот, односно да не гласате за него, додека од другата страна Раце Георгиевски има една сериозна машинерија за него. Веројатно луѓе во кисела вода се задоволни од тоа како ја предводел општината, и можеби тоа е некаков резултат кој му дава и ваква предност. За мене лично сметам дека е многу голема предноста за да биде надокнадена, и тоа не е најголемиот проблем. Најголемиот проблем е што народот генерално во Македонија, а и конкретно во Скопје, не мислам дека е спремен за промена. Не во смисла дека некогаш бил, сега не е, туку затоа што таа апатија е посилна од рационалноста. И затоа мислам дека конкретно на локални избори
Па јас не го гледам проблемот или гневот кон, не го упатувам собствениот гнев толку кон партиите, колку кон општеството. Бидејќи ние прераснавме во општество кое поважно му е, нема е толку важно да е подобро во општината, колку што му е важно да победат нашите. Значи таа партизација... Тоа некој значи да ти биде подобро, нели? Ако меѓутоа, ако победат нашите. ако сакате да ви биде подобро, онда веројатно вие не сте задоволни со ова што се случува во Скопје. И ако не сте задоволни, рациото кажува дека вие треба да гласате за промена. Што се задоволни. Сега, нели некако се сведовме да говориме за најбазични проблеми со кои се содруваме и да бараме решение да си го исчистиме ѓубрето, нели, мислам тоа. Дури овие општински градоначалници не се ни надлежни за тоа, па тие нели ветуваат дека ги читат своите општини. Зошто паднавме на толку ниски гранки? Че темите на овие избори, темата што најмногу се говореше беше ѓубрето. Да. Но паркинг, значи такви некои, како да кажам, најбенигни работи кои што не би требало воопшто да бидат предмет на политика, туку предмет на техника, на техничко справување со нив. Тука нема паркинг, кај да направиме катна гаража, колку пари треба, толку пари треба и ќе направиме, мислам. Знаете како, не знам точно, но некоја проценка моја е дека на пола од своето постоење, значи некаде до пред 5-16 години наваму, политиката беше креатор на бедата во Македонија. Меѓутоа, партизацијата која почна да се случува многу и поодамна, но од пред 15 години до денес, толку навлезе, толку го подели општеството, разводни моќта на граѓаните, да денес граѓанството во Македонија заедно со политиката соучествуваат во сопствената беда, во креирање на сопствената беда. И оттаму гледам дека граѓанинот е спремен и преку купови ѓубре да гази, меѓутоа да отиде на избори да се окружи за партијата во која гледа интерес. Да. Значи, зошто го кажувам ова? Па сега буквално и така се случи на овие избори, преку купови ѓубре се газеше за да се стигне до гласачките места. Политиката во Македонија не успеа од 90-тите навака да создаде силна економија и силен приватен сектор во кој граѓаните може да најдат работа, со која не би ги интересирало политика. И денес, вас политиката не развија на стопанска гранка, партиите ги вработуваат луѓето во јавна администрација, што ние викаме најсигурна работа во оваа држава да работите во јавна администрација, и тоа е природен процес да сега таа јавна администрација гласа за партијата која ќе ги остави на тоа работно место, и затоа велам го занемаруваме доброто. Ама тоа е самоодржлив канцер. Систем, канцер, да, кој нели сам за себе функционира и се што не е дел од тој екосистем, така наречен, едноставно го брка од себе. Па можеби затоа имаме толку луѓе што се иселуваат. Видете, светот припаѓа на глупавите луѓе, не на паметните луѓе. Паметните луѓе во секој општество се ексцес, инцидент, така велеше Рамбо Амадеус. Така што и тука, доколку малку се истакнувате, малку имате поинакво мислење или, просто кажано, брцате во очи на системот, вие по автоматизам сметате. Затоа што го загрозувате основниот ресурс по кој граѓаните нели се задоволуваат, а тоа е работното место пред се во јавната администрација или некако низ партијата. Така што гледам голема вина и во граѓанството, тоа се истакна и во Кочани, не само во Скопје или да, Кочани е посебна тема, тука вие имавте на друг медиум го кажавте тоа, една изворена добра анализа, односно едно чудење, исчудување за големата излезност во Кочани, кога ни смртта на собствените деци или нивните тешки повреди кои се резултат нели на тоа отсуство на систем во тој град, не се доволни за луѓето да кажат ај батали политика, дај да видиме живот, да видиме децата. Многу пофалби, покрај тоа што имаше пофалби за таа теза, имаше доста критики кои секогаш ми се поинтересни критики, бидејќи ме треба да ајде да зборуваме за критиките. Да. Многу луѓе сметаат дека со тоа сум упатил некаква навреда кон тој дел од општеството, кон граѓаните на Кочани. Јас немам против луѓето да гласаат и за ВМРО, за СДСМ во наредните 300 години. Значи, проблемот како што трнале така и ќе биде. Да, проблемот е политичкиот дискурс и граѓанската култура
Ако вие не се сочувствувате со тие деца, а при тоа сме свесни дека најголемите две партии, односно сите влади во Македонија помалку или повеќе се криви за тоа што се случи во Кочани, а вашата свест би требало да биде таа која ќе казни. Бидејќи ако не казните, нема зошто некој да се променува во случајот системот или најголемите чувари на системот. Да, нема да никому ништо, па добро, сите биле окей. Да, при тоа имаше коментари кои велеа зошто тоа не го вели за цела држава. Важи и за целата држава, меѓутоа Кочани е епицентарот. Тука ви се случи на вас, највеќе ве боли, како да кажам, директно се случува на вашите браќа, сестри, соседи и така натаму, нели? Многу е поголема сегаш трагедијата онаму каде што се случува, тоа е едното. Тоа е град каде што повеќето луѓе се знаат, роднини се, сватови си, мучат заедно децата. Па и сега за толкова трагедија, да кажам. Тешко е се најде, претпоставам, куќа која не е на некаков начин оцрната од таа трагедија. Да. Па повторно имаше коментари, меѓутоа знаете, можеби ќе победи независниот во вториот круг. Ако убаво и тоа е за поздравување. Меѓутоа јас ви зборувам за контекстот. Контекстот не е да вие се почувствувате да излезете пред се да гласате за било кого, а и веќе кога излегувате свеста за која Чомски вели алтернатива за револуција, кога веќе не може да направиме револуција, тогаш свеста е таа која е револуционерот ви укажува дека треба да казните. А вие одите и во прв круг победува, ако не се лажам, води кандидатот на ВМРО ДПМН. Меѓутоа, можеби јас сум грешка, ако тоа го сака Кочани и смета дека се е тоа во ред, дека тера така како што смета дека тера. Нити живеам во Кочани, нити сум гласач, ниту пак сакам да го прават јас како што ќе им кажам. Како сметаат, така ја само давам мислење дека не се случува само во Кочани, ова се отсликува през територијата на целата држава. Мене ако ме прашате, не треба никаде да се гласа во оваа држава, бидејќи ова е потценување на народот. Овие избори се едни од изборите кои беа најпонижувачки за македонското граѓанство, баш како што кажавте вие, зборуваме за ѓубриња, за глувци, за кои ќе исчистел. Локални избори, барем јас како ги гледам, треба да се за визија на градот. Кога ќе дојдете сега бидете градоначалник, да направите план како градов ќе живее за 3-40 години. Зборуваме дали на градов му треба нов саем, па да зборуваме. А вас градинките, бандирите, клупите, контейнерите ви се дел од работниот опис на вашето работно место, мислам, не е тоа нешто. Мора градинки. Ќе го изчистиме градот, ќе изградиме градинки, ќе купиме автопат, тоа е нормално. Поплочивме улици. Да, едноставно снемува визија да токму така, да. Места. Има исклучоци низ Македонија, има па и некои градови кои што можеме да кажеме и се препородија поради одредени луѓе што ете со визија биле па и направиле нешто. Да, сигурно. Имало и квалитетни, не велам. Да, но ајде да збориме, не знам дали ни треба нова спортска сала, дали ни треба нов стадион, дали ни треба саем, па библиотека нова. Тоа се работи за кои што културен живот, културен живот, па не знам нов трамвај, па немаме стар за да имаме нов, ама да имаме трамвај, нели? Значи работи кои што се визионерски, кои ќе ги паметиме по луѓето во чиј мандат се изградени, нели? Тоа едноставно денеска го нема. Да, а што го имале, не така одамна се изгради салата Борис Трајковски е еден од примерите, или се сруши саемот, нели, што го имавме, каде што сите одевме, еве сега ќе дојде новиот саем за книги и повторно ќе треба да се напутуваме, нели, во нешто што не е адекватно за голем број на посетители, каде што нели треба да се гледаат книги, да се купуваат книги, да се разговара за книги, така натака. Ја мислам дека Скопје со тоа неповратно губи на културен план. Да, не само Скопје, туку и секоја друга општина. За ова што го велите вие, го знаеме сите, па и си го разговараме во некои колоквијални контексти, меѓутоа јас имам една теза за која исто така сум доста често напаѓан, а тоа е што сметам дека било која држава, во случајот Македонија, во целосната вертикала на хиерархијата на владење мора да бидат паметни луѓе. Не може кој сака да се кандидира за советник на листа, за градоначалник, за директор, за не знам што. Значи, ние мора да поставиме систем на позитивна селекција. Ама нас не ни треба луѓе што пишуваат книги и Сајнштајн. Генија. Според мене, градоначалник не треба да биде политичар.
треба да биде човек оперативец, менаџер, по можност истакнат во општеството во некоја од тие насоки, меѓутоа може да и председател на куќен совет, човек што го познава населбата, што се го сакаат луѓето, што се грижи за малото и така натаму, макар и за една зграда кој ќе се вложи за таа општина, а не луѓе во кравати кои ќе си играат дуел со општиниве и ќе вработуваат и ќе делат пари каде што мислат. Значи, добро, тоа до сега беше нели тие коалиции така се правеа со вработување, сега нели треба да вработиме 20 души од таа партија, 200 души од таа партија. Нека бидат и од оваа и од онаа партија, ама да бидат бре малку попаметни доколку таа позиција го бара тоа. Не може вас да ви биде советник дете од 25 години и прво работно место да му биде на советничка листа изгласан. Так и потоа ние да се буниме зошто има ѓубре, зошто не чинат улиците, тротоарите и така, значи ништо не е случајно. Јас не велам најпаметните луѓе да бидат градоначалници и да водат клупи и контейнери, меѓутоа тоа е еден систем на позитивна селекција кој треба да се постави, кој нема да функционира сигурно во 30-40 години, ама за 100 години од сега овде веројатно ќе имаме подобро место за живење. Тоа е целта. Нас не ни требаат нобеловци да водат, да бидат министри, меѓутоа малку нели сепак имаме, сметам дека на крајот на денот ние сме 200 километри држава, ние не сме бог знае народен каква јазик територија. потребни се домакини. Домакини луѓе, особено во локалната власт. Централната власт извршна е сосема нешто друго, меѓутоа локалната власт нема потреба од политика, нема потреба од партии и сметам дека ни се потребни работници, пред се работници, таму имате комунални предпријатија, таму не ви треба нели професори, така што само е потребен да се од некаде да се почне тој систем. На ова најдов на критика од еден сериозно истакнат новинар во нашиот медиум и бев на една дебата, ми вели тоа не е демократија. Демократијата дозволува секој еден да може. Суштина е така, да. Во суштина е така, меѓутоа доколку ја би ставила една запрека цетри спарило, се друго да остане како што е, меѓутоа не е така. Се манипулира, се партизира, се подкупува и така натаму. Ние не сме ја сватиле демократијата. Демократија во превод не значи да правиме што сакаме со државата и кој сака. Сепак и на факултет кога ќе се запишете има некаков приемен испит. Јас што велам да дојдам денес кај вас да ме вработите во Слободен печат, веројатно ќе сакате некакво интервју да ми направите и да видите за каков човек се работи. Нема да ме вработите нели бидејќи некој кажал. Така што тука е тој мајндсет кој во моментов тлее во статус на неказнивост, на апатија и затоа општеството не посегнува по бог знае какви промени, не знам уште колку долго ќе требаме вака, и ако на тоа само надодадеме дека многу луѓе се иселија од оваа држава, многу голем дел од тие луѓе се во гласачка смисла критична маса, не мора да се не знам како високо образовани и важни во тој дел, меѓутоа се луѓе кои сватиле дека тука не е добар животот, барем кои сватиле дека им треба промена. Тоа е првиот чекор да станете критична маса или како што велат бизнисмени, кога се качите на авион, веќе сте дел од средната класа. Така што така и со мајндсетот, и сметам дека тие луѓе многу недостасуваат за да гласаат за нешто тука да се промени. Ајде тука сосема на крај едно прашање, што понатака. Воопшто тука не го взимаме во обзир вториот круг кој што ќе заврши како што ќе заврши, нели? И ја мислам дека тоа нема да има голема врска со тоа што потоа ќе начекува, а ја мислам и не сум единствен на тоа дека ќе имаме една фрагментирана политичка сцена, силен ВМРО ДПМН во една силна коалиција која претпоставам нема да попушти уште долго време и фрагментирана опозиција. Дали се сложувате со тоа? Да, со тоа што не мислам дека тоа ќе трае до недоглед. Сепак верувам дека ќе дојде до некаква реконфигурација во опозицијата, тоа е здраво и за ВМРО и за целата држава. Добро е да имаме партии кои утре ден многу лесно би можеле да дојдат на власт и што повеќе такви, бидејќи тоа е еден од механизмите за да една власт биде подобра. Ние како интелектуалци ние мора да критикуваме секоја власт. Не затоа што тоа не ни се допаѓа, туку така ја терате да биде подобра, така ја држите под некаков мониторинг и супервизија. Така што сметам дека таа комоција треба да припази ВМРО ДПМН во комоцијата која и следи, во која ќе ја ужива и ја ужива, затоа што во Македонија многу често се случуваат овие бранови. ВМРО дојде
на власт сега на еден бран, а тој бран беше да се казни СДСМ и неговите политики. Исто така, како што СДСМ дојде на времето со шарената револуција, не толку дека нешто понуди СДСМ, туку да се казни тој условно кажано режим на Никола Груевски и тогашната ВМРО. Така што сметам дека има ВМРО од кого да учи од минатово и каде сгрешиле за да не влезе во нека таква авантура. Може и на собствените грешки, може и на овие од СДСМ, меѓутоа има доволно време и простор околу тоа да изиграат, што се вика малку попаметно овој пат. Тука исто така и албанскиот фактор или албанскиот блок, како што милуваме да кажеме во јавноста, и тој некако се појавуваат нови партии, се казнуваат дуи, и тоа е до некаде добро и здраво, особено да се закопа веќе еднаш за сега што е дел на националистичка политика, иако ја сметам дека тоа е основата. Ако има насекаде, тоа ја мислам дека тешко ќе избегаме од тоа. Да, иако ја мислам дека тоа е основата на постоењето на албанските партии во Македонија, за жал бидејќи гласачите албанци се манипулираат со тоа, но секоја партија и секој блок си гледа како оди времето, се повеќе играат на политика на емоции. Бидејќи суштински не може ништо да променат во држава, нема резултати на терен, затоа се игра политика на емоции таму каде што е апстрактен проблемот, каде што допира до емоциите, а не до секојдневието, таму некаде царуваат нашите партии во држава. Да, царуваат партиите, како што сами рековте, многу паметни луѓе. И немаме, и воопште ги нема, така да предпоставувам дека и идниот пат кој ќе видиме, епилогот од нашиот разговор ќе биде можеби не идентичен, но сличен, тука некаде. Да, веројатно за 4 години ќе зборуваме за истива теми, јас сум скоро и убеден во тоа дека повторно ќе збориме за ѓубре, па повторно овие две партии ќе победуваат. Да. Така што за жал во тој дел избегнувам да бидам и песимист и оптимист, како што викаше Жак Делор, бидете активист наместо овие две. Добро, па и активистите не побинаа баш најдобро, тука мислам на ние неопределените, јас искрено очекував дека ако ништо друго ќе имат малку подобар резултат во урбаните средини, но сепак тука останавме разочарани. Јован Анđеловиќ, како и секогаш, беше задоволство да се чуе вашето мислење. Ви благодарам многу и чест ми беше што бев дел од вашето гостување. Благодарам, почитувани гледачи, тоа беше политичкиот аналитичар Иво Ранđеловиќ.